Почитувани гледачи, нека е среќен и вечен денот на независноста на Македонија. А во регионалните вести ќе гледате: одбележување на 8 септември, денот на независноста на Македонија во Тетово и Гостивар. Во државата нема никаков напредок. Како размислуваат тетовци за состојбата во земјава во изминатите 30 години? Повеќе оздравени од новозаразени лица со коронавирус во Гостивар. Останува загрижувачка високата стапка на смртност. Без посебна организација, без интонирање на државната химна и со само неколку представници од општинската организација на СДСМ и општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, во Тетово се одбележа 8 септември, денот на независноста на Македонија. Тетово годинава не одржа организиран настан посветен на 30 годишнината од независноста на државата, пред споменикот на револуцијата во центарот на градот. Во сопствена организација се појавија представници на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и општинската организација на СДСМ. Положија цвеќе и оддадоа почит на паднатите борци. Немаше представници ниту од локалната самоуправа, не се интонираше државната химна. На граѓаните се обратија и од двете партии. Почитувани граѓани, сакам од мое лично име, од името на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да го честитам денешниот празник, 8 септември, денот на независност на Република Северна Македонија. Денеска е третиот наш македонски Илинден, денеска е остварувањето на борците, на целата борба која што македонскиот народ со векови и другите народности заедно со векови стремеле да ја постигнат. Независноста на Македонија е единствената работа за која што директно се врзува македонскиот идентитетот на граѓаните на Република Македонија. Независноста е нешто кое што треба да го чуваме и кое што е белег на нашата држава и нација. Почитувани сограѓани, на овој ден, пред точно 30 години, граѓаните на Република Македонија храбро и одлучно се решија за своја сопствена, самостојна и суверена држава, остварувајќи ги вековните идеали на своите предци. Овој ден треба да ни е потсетник на сите, колку е вредна слободата, колку е скапоцено да си имаме сопствена држава која е заедничка мајка на сите нас. Но очигледно е дека во општина Тетово не се запознаени со ова. Како што може да видите, општинските власти не сторија ни најмал напор да го одбележат овој голем датум. Очигледно поимот заедништво, соживот и почит кај нив постои само на хартија и во предизборието. После тоа ништо. Почитувани сограѓани, татковината е многу повеќе од именка, од топоним, од географски одбележена територија. Македонија е нашата единствена заедничка мајка која заслужува да се чествува секој ден. Нека ни е вечна, суверена, самостојна и независна нашата Република Македонија. Честит 8 септември. На овој ден пред 30 години се одржа референдум на кој околу 75% од 1,3 милиони граѓани со право на глас се изјаснија Македонија да стане суверена држава. 8 септември, 30 годишнината од независноста на Македонија во Гостивар беа одбележани со пригоден собир и положување на цвеќе. Граѓани, почитувачи на слободарските традиции, членови на боречката организација, представници на локалните ограници на политичките партии, денес беа дел од одбележувањето на 8 септември и јубилеот 30 години независност на Македонија во Гостивар. Настанот што го организираше одборот на борци се одржа во летниот амфитеатар покрај Вардар. Присутните преку краток реферат се потсетија на историските моменти врзани со значајниот државен празник, а беше испратена порака за заедништво и меѓусебно почитување во градење на еднината на земјата. Наша обврска, задача и императив е сложно и заеднички преку нашето единство да ја градиме и доградуваме државата и општеството во целина и да го исполниме аманетот на нашите предци кои покажа и на дело
докажа како се сака, како се брани и како се гради сопствената татковина. Во тоа име, без разлика на тоа кои сме и што сме, какви сме и како се викаме, изборуваме, високо да го издигнеме слободарското знаме, знамето на мирот, на заедништвото, толеранцијата и добрите меѓуетнички односи. Одбележувањето продолжи со положување букети цвеќе на споменикот на паднатите борци од НОБ во градскиот парк и едноминутно молчење во знак на почит кон сите што ги дале своите животи за слобода. Цвеќе положија делегации на одборот на борци, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ и на Општинската организација на СДСМ од Гостивар. Осми септември како државен празник е неработен ден за сите граѓани. Во земјава, а со тоа и во Гостивар, повторпат се одбележува во пандемиски услови, поради што и годинава изостана во обичаената свечено-културно-уметничка програма. Нема никаков напредок, живееме во сиромаштија, никој не работи за интересот на народот. Вакви се ставовите на тетовци за состојбата на државата во изминатите 30 години од како е самостојна. Сиромаштија, уназадување, хаос. Ова се епитетите со кои тетовци ја опишаа состојбата во земјава во изминатите 30 години од нејзиното осамостојување. Низ речиси празните улици во центарот на градот сретнавме само неколкумина граѓани кои не ги штедеа критиките за како што велат тешкиот живот кој се живее во државата. Незадоволни од општата ситуација, која дополнително се отежна со појавата на пандемијата, не се двумеа да го искажат својот став. Што да кажам? Мислејќи на подобро или на полошо. Од причина ете. Не маштија, работа нема, пандемијата капак. А за пандемијата, да кажем, најкрива е државата. Затвориле све. Нема, карантин беше вамо, тамо. Ајде, после пуштија да дојде странците. Нормално ќе прават свадби. Парите ги остели овде, ама и боле се го остели. Се вратија, ми останавме за нигде. Ете тоа, што да кажем друго. Имате надеж дека ќе биде подобро во иднина? А па да немамо надеж, не би живеели нормално. Слушај, јас сум 59-та роден, така да го проживеав и таа време и ова време. Ја не гледам некој прогрес во ова наша држава, како што ние сонувавме да имаме. Така да им пожелувам на овие политички партии да не мислат за партии, него да мислат за народ и за државата. Нами не ни требат партии, него ни требат фабрики, ни требат работни места, да не ни бега младината од тука, него да стојат тука да го развијат нашата земја. Значи, чима младината бега од овде е тешка работа. Тоа е работава, како што гледате, хаос се гради на секое место. И така да ништо не функционира. Само функционира гадежната мафија. Тоа функционира. Другото. Имате надеж дека можеби ќе се подобри ситуацијата? Не. Отиде Јонус, дојде до. Значи, натаму нема што коментари. 8 септември е државен празник, односно неработен ден за сите граѓани на Македонија. Изминатите денови во Гостивар има повеќе оздравени од новозаразени со коронавирус. Намален е и бројот на амбулантски прегледи и хоспитализации, но смртноста останува загрижувачка. Лекарите го повторуваат апелот за болените навреме да се јавуваат за преглед на инфективното оделение.
Гостивар деновиве бележи опаѓање на бројката на нови случаи на коронавирус, а се разречуваат и амбулантските прегледи и хоспитализациите. На болничко лекување на инфективното, интерното, нервното одделение и во модуларната болница се наоѓаат 60 на пациенти, од кои околу 40 добиваат кислородна поддршка. Притисокот врз болницата е намален и има слободни легла. Има изгледи дека бранот се смирува, но за да се даде точна оценка треба да помине уште време, велат лекарите. Деновиве, значи, се многу намален бројот на амбулантски случаи, а гледам кога излагам и надвор, гледам дека и тука во КЕС службава кај што се вршат земање на брисеви е намален бројот на пациенти што земаат брисеви. Па ја мислам дека спаснува, ќе видиме, значи, нареднава недела како ќе биде, ако вака се одржи, значи ние ќе бидеме задоволни и како лекари, а и здравството воопшто и населението. Смртноста сепак останува загрижувачка. Во последните 6 дена во регионот на Гостивар евидентирани се 18 починати пациенти. Од почетокот на пандемијата, оваа црна бројка надмина 330. Лекарите го повторуваат апелот заболените навреме да се јавуваат за преглед на инфективното одделение. Смртноста е зголемена и тоа се должи на тоа што пациентите каснат со доаѓање кај нас. Значи, прошлиот пат кажав дека матичните лекари или нивните пријатели лекари ги лечат дома и кај нас кога ќе дојдат не можеме многу да им помогнеме. Значи, апелирам повторно да матичните лекари да, самите да оценат кога треба и како треба, значи да ги препратат кај нас на инфективното одделение, затоа што после 6-7 дена или 10 дена ние ништо не можеме да им помогнеме. И сите што почина се со коморбидитети, значи имаат и други болести. Според податоците од Министерството за здравство, подрачјето на Гостивар има 912 активно заразени со коронавирус. Од почетокот на пандемијата до сега потврдени биле 7792 лица. По повод 30 годишнината од независноста на Македонија, професор Докмановиќ објави нова книга со наслов "Сами на своето". Книгата е посветена на најтурбулентниот период во поновата македонска историја. По повод 30 годишнината од независноста, вчера во Скопје беше промовирана книгата "Сами на своето", кратка историја на македонската независност од Мишо Докмановиќ, редовен професор на правниот факултет Јустинијан I во Скопје. "Сами на своето" е посветена на најтурбулентниот период во поновата македонска историја, периодот од започнувањето на транзицијата на политичкиот и економскиот систем до приемот на земјата во членство на Обединетите нации во април 1993 година, како заокружување на процесот на меѓународното признавање. Балканското јаболко на раздорот се најде исправено пред бројни предизвици и искушенија во процесот на остварување на своето самостојување, како на внатрешен, така и на меѓународен план, а во поголемиот дел на овој период Македонија беше оставена да биде сама на своето, без меѓународно признавање, без финансиска поддршка, во опасно обкружување и речиси без воени сили. На промоцијата на книгата се обратија професор доктор Рената Дескоска и авторот професор доктор Мишо Докмановиќ. Оваа книга е вистински потсетник на првите чекори кои што ги правевме на патот на осамостојувањето. Како што кажува и самиот наслов, книгата го опфаќа периодот 1990-93 година, кога се заокружува меѓународното признавање на земјата во Обединетите нации, и овој период е опфатен од три аспекти и во три контексти. Се тргнува од причините, историските корени на југословенската криза, политичките и економските фактори на генерирање на таа криза. Вториот контекст и централниот дел на книгата е всушност внатрешно политичките состојби во Македонија во тоа време и нивното влијание на процесот на осамостојувањето, при што посебен акцент е даден на воведувањето на повеќе партискиот систем, програмите, заложбите на политичките партии. Не изостануваат ни дебатите кои што се во собранието во тој период. Можеме да ги видиме и изворно ставовите на политичарите во тоа време околу тој цел процес на осамостојување. И третиот контекст кој што го содржи оваа книга е процесот на меѓународна верификација на осамостојувањето на Република Македонија во тоа време, со тоа што овој контекст е даден преку
сите фази на она меѓународно признавање, почнувајќи од мислењето на арбитражната комисија, политиките на Европската заедница во врска со прашањето на нашето меѓународно признавање, процедурата во Обединетите нации, ставовите на големите сили, ставовите на соседите во тоа време во процесот на осамостојувањето, отворените прашања кои што ги имавме со нив, оние кои што се наметнуваат како услов за нивно признавање, за наше признавање. Книгата навистина се темели на едно обемно истражување, значи не илјадници, туку десетици илјадници страни се консултирани во пишувањето на книгата и особено мене ми беше интересно во делот нова Рената што го спомна на постапката за донесување на Уставот на Македонија. Анализирани се стенографските белешки во Собранието на Република Македонија во делот како се креирани новите уставни институти и тој процес е многу интересен. Мислам дека можеби заслужува и посебна книга да се напише само за тоа и нормално процесите поврзани со самостојувањето на Македонија и односите со соседите и доколку имате можност ве охрабрувам да го прочитате и тој дел, ќе видите колку се чини дека историјата се повторува, ние не учиме од нашите грешки од минатото. Книгата е објавена во издание на Фондацијата Фридрих Еберт од Скопје, а може да се најде и во електронска форма. 47 возачи возеле пребрзо на подрачјето на СВР Тетово. Следуваат деталите. Вчера полициски службеници од СВР Тетово спроведоа засилена акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната, при што санкционирани се 47 возачи. Од нив 10 возеле со брзина од над 50 км на час, повеќе од максимално дозволената. 28 санкции се изречени на територија на Тетово, а 19 на територија на Гостивар. Засилените сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Останува апелот да се прилагоди брзината според условите на патот, односно да не се вози пребрзо и непрописно да не се престигнува. Од СВР Тетово информираат и за приведено лице осумничено за кражби. Лицето кое се сумничи дека ги извршил кражбите е 25 годишник од долнореканското село Видуше. Во текот на минатиот и овој месец, тој со употреба на сила и со користење на штрафцигер и други алатки ги провалил вратите и прозорците на неколку гостиварски јавни установи и повлегувањето во нивната внатрешност. Претежно одземал оставени парични средства во фиоки, каси на други места. 25 годишникот приведен е во полициската станица Гостивар и по целосно документирање на овој случај ќе му биде изготвен соодветен поднесок по член 236 од кривичниот законник, а поради основи на сомнение дека сторил кривично дело тешка кражба.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.